се исполнат овие барања, а и секако и поради состојбите кои што беа во минатото, КСС ќе ги преземе следните легални и легитимни мерки. Прво, КСС ја известува јавноста дека во Македонија оваа недела пристигна главниот правен советник на Светската конфедерација на синдикати, со кој заедно ќе се изработат тужби за пред Меѓународната организација на трудот, вклучувајќи известување до Европската комисија за сериозното нарушување на слободата на синдикалното функционирање, прогон на синдикалните лидери, како и непочитување на законите од страна на одредени министри во оваа влада, кои се директни носители, предизвикувачи на претходно споменатите состојби. Второ, КСС отпочна и ќе продолжи со поднесување на кривични пријави до сите оние именувани и избрани лица, носители на функции во државните институции, кои грубо ги прекршуваат законите и колективните договори, како и вршеа упад во синдикалното делување, за што веќе имаме и извршни пресуди. КСС ќе преземе радикални чекори доколку институциите не преземат мерки за ваквите девијантни делувања од страна на именувани лица во извршната власт, а именувани од квази синдикални и граѓански здруженија, подобни за нив, без да разликуваат што е политички притисок, а што е популистичка мерка, а што се работнички права. На крај, сакаме и пред целата јавност да кажеме дека никакви закани, притисоци и слични действија до било кое ниво од позиција на власт нема да го смени курсот на одбраната на правата на синдикатот и неговите членови, кои произлегува од постоечкото законодавство и колективните договори. А доколку постојат вакви постапки, КСС ќе повторно ќе известува јавноста, ќе продолжи со покренување на соодветни судски постапки и ќе ги известува меѓународната организација и ќе преземе крајно радикални действија.